прашам, деновиве беше ден на албанското знаме. Вие дури имавте и видео обраќање кон македонската јавност. Дали проблемот лежи во ова што го спомнавте сега за палење, за кинење на македонското знаме, за такви гнасоти би ги нарекол? Каде го гледате проблемот и и што мислите како вие би го решиле овој проблем? Видете, проблем лежи прво како што спомнавме за политичките партии, се поделија партии по националност и секој од овие национални партии наводно ги штити, ги брани, поточно кажано, нивните сограѓани. Тоа значи македонци, албанци, турци, власи. Број еден. И второ, најголем проблем го гледам што ние во градинките, училиштата, гимназиите, основните училишта, по факултетите се делиме. Еве еден пример, кажувам, бидејќи сум живеел во Америка и Америка сметам една од најголеми владе во Америка, на најголема демократија и се разбира тоа допринесува да биде врвна држава во поглед на економија и се друго. Таму нема средни училишта, основни училишта, градинки, факултети поделено по националност. Ние тука имаме македонски факултети, албански факултети, не знам какви не факултети, па сега сите ќе почнат да барат факултети. И турци, и роми. Јас сум роден во Битола. Каде ќе биде крајот? Крајот ќе ни биде, ќе се уништиме самите Македонија и самите себе. Али нема тоа да дозволиме. Пред се како луѓе, како демократи, и затоа ние формиравме оваа политичка партија, да се бориме, да направиме подобра држава и да ја спасиме Македонија. Значи, јас сум роден во Битола, се сеќавам, повеќе од 60 години во Битола постои турско училиште. Тоа не знам како постои, може 80-100 години. Турско училиште. И таму само турци одат да учат. Сега си спомеше, сега има албанци, македонци, ама паралелките си остануваат исти. Паралелки во македонско училиште, наводно македонско училиште, а сите се македонски училишта. И во Албанија тоа албански факултет е македонски факултет, ама ние го велиме албански и автоматски се поделивме. Таму одат 99% да речем албанци, вамо по нашите факултети одат македонци и други нации се разбира. И значи ние се поделивме со албанците. И на таа основа не можеме ние да одиме напред. Зато треба нашите паралелки, нашите училишта, нашите факултети да бидат факултети на Македонија. И слушам, наводно, сега вреди и други некои албански политичари и партии, турка да има албанска академија за науките и така натаму. Сега ние сме Македонија како држава, се викаме Македонија. Значи имаме академија. И таму може секој што заслужува да учествува. Не е битно која вера, националност си. Значи, тоа, ние сме против тоа и не треба да се дозволи, бидејќи во Македонија треба да постои една академија. Не постои држава во светот кај што има 5 академии. Одете во Америка, одете во Русија, одете во Кина, одете во Јапонија, одете во Африка, во која сакате држава, Турција, во Албанија одете. И да видите дали таму има академија, албанска академија, француска академија, бидејќи има французи, македонски, не знам што. Значи, ние, ова го зборувам, не дека сум против нештото, туку сум против ова што го кажувам. Не можеме вака да се делиме. Ние ако се делиме понатаму, ако не се дружиме, ако не учиме заедно, ако не соработуваме заедно, не само да соработуваме како нашите политичари албански, македонски, турски, влашки и што не знам ромски соработуваат во криминал. Кога се работи за нив тие се единствени, но кога ќе дојде до ова, зато се делиме и ова мора да го запреме и мора, како што кажа, војнена да се движиме. За 30, 40 и 50 години јас не гледам како би изумрел македонскиот јазик.
Заради тоа што нашите деца мислам дека не би имало како да се оние ќе се разберат на англиски, ама македонскиот јазик ќе го нема. На тој начин ќе ни го снема и јазикот. Види, нема никој да ни го снема јазикот. Јас бев во Тетово, еден пример да Ако не се кажам. говори, Не. Ние македонците ќе си го зборуваме. И другите националности, малцинства што живеат во Македонија, треба да го зборуваат македонскиот јазик и треба да ја обавезат. И јас дури велам, бидејќи денес се зборува за два национални јазици во Македонија, јас немам против албанскиот јазик или кој било јазик. Значи немам против некој да го зборува, но како ние ќе имам против кога во институциите или во собрание, гледате кога зборуваат албанците, македонците и повеќето, бидејќи 80% скоро не знаат да зборуваат албански, ставаат слушалки. Значи имавме министер кој зборува на англиски. Независно, значи точно што го кажа, јас велам дека како во Америка и во другите парламенти треба да се зборува на еден национален јазик, како што беше порано во Југославија, повеќе републики се зборуваше српско-хрватски, тој беше како државен. Значи македонскиот треба да биде државен јазик, кој ќе се употребува по институциите, а нема и не велам да му се забрани на албанците да зборуваат албански ако влезат во некоја институција и таму има албанец кој што е вработен и може да си зборуваат на албански. Но вака, ние ако продолжиме, како случаја бев еден ден во Тетово, легувам во еден ресторан, нешто требаше да касниме на брзина, и дете од 14-15 години, симпатично албанче, доаѓа и ни зборува на албански. Јас викам, извини, не знаеме ни албански, почнува нешто, го прашувам, јас се сетив дека не знае детето македонски, го прашувам англиски, зборуваш? Да, зборува одлично. Ја викам, ќе го викниш газдата. Дојде газдата, викам, се извинувам, не сакам сега англиски да зборувам, но што е, вика тој, извини, детето не знае, родено е тука во Тетово, не знае македонски. Родителите ли се виновни? Не викам дека родители, системот е виновен, бидејќи ние се поделивме. Ние сме поделена нација, поточно кажано држава. Вистината е дека одредена група на албанци, честни албанци, честни македонци, сакаат да живееме заедно, сакаат да творат и да најдеме начин како да живееме во братство, единство и да одиме напред, да имаме нешто да напредуваме, да имаме високи плати, да не ни бегаат децата. Нас, што овој проблем ни произлегуваат политичарите. Креираат проблеми и некои од овие политичари, можам слободно да кажам, албански политичари, и се тешки редентисти, како Касами, градоначалник од Тетово, тој покажува каде има секојаш прилика албански знамења, картата на голема Албанија, го нема македонското знаме и други политичари, а живеат во Македонија и земаат плата од Македонија. Значи, некој ако не му се допаѓа Македонија, слободно може да си замени. А од друга страна, не е поентата да замине, поентата како ние да почнеме да живееме со обичниот граѓанин албанец или македонец или турчин и како еднаш за секојаш да ги спречиме овие националисти, дали се македонски политичари или албански или турски или влашки, да ги спречиме да тргнеме од политичката сцена. А тоа можеме да го направиме ако граѓаните слушаат ние што зборуваме, се движиме низ Македонија и ја дознаат вистината зошто ова ни се случува. Што сакаме? Сакаме да живееме заедно, да имаме држава Македонија, бидејќи ова држава на сите граѓани, независно што си по националност. Ви пречи ли кога спортисти што не се македонци не ја пеат македонската химна? Видете. Дали ти играат за националниот дрес или впрочем за себе? Кога играат за Македонија, треба секој да ја пее македонската химна, бидејќи химната македонска е за химна на сите граѓани на Македонија. Значи, ние не можеме да имаме 10 химни, како некој што сака да имаме ваква химна, таква, значи ми пречи, сигурно дека ми пречи.
химната е света работа. Знамето е света работа. Ми пречи ова што одредена група на луѓе го гореа македонското знаме. Исто така ми пречи што некоја група на луѓе го горе и албанското знаме. Значи јас сум против и како демократ и како човек да дозволиме некој да гори некое знаме. Не е битно од која држава. Знамето е света работа. Ние фактички јас сум против национализам, тежок национализам, иредентизам и сум против секој што се бори против Македонија и против овие граѓани, независно од вера и на религија. Господин Јорго, дали полицијата на денот на албанското знаме ќе заврши работата како што треба или им излегува конците од рака? Ние заврши ништо. Заради тоа што гледавме дека пред нивните очи се палеа знамиња, се правеа разноразни глупости, они не реагираа. За потоа, после неколку денови да почнат тапцење и такви работи. Видете, полицијата не ја заврши работата со тоа што не направи превентива да го спречи. Денес имаме некое специјално одделение кој што преслушкува граѓани, и мене, тебе и не знам, може и секој од нас да не преслушкува ако сакаат. Ова беше организирано, добро организирано од поголема група на луѓе, лесно е да се фати. Кога еден човек врши криминал, тоа е многу потешко. Не можеш ни да го слушаш, ништо ќе оди, ќе го изврши, ако нема сведоци, не можеш ни да го најдеш скоро. Ни соопшти дека знаеле они што ќе се случи. Знаеле, тогаш уште повеќе и затоа јас ја користам приликата министерот за внатрешни работи Панче и заменик министерот да си дајат оставка, бидејќи тие се неспособни да ја водат полицијата, поточно Министерството за внатрешни работи, и требаше ова да се спречи. Да не дојде до ова, бидејќи се креира револт кога одредена, а ние како македонци, јас сум македонец и воопшто граѓаните, македонски граѓани беа револтирани што се палеше македонското знаме и кинеше и се газеше со кола и така натаму. И после се појава одредена група на македонци кои што го пале албанското знаме. Затоа викам, јас сум против како човек и демократ да се пали какво и да било знаме. И полицијата воопшто дозволи ова да се случи. Не знам зошто дозволи да се случи, но веројатно, како што кажав, министерот е неспособен и да си даде оставка со неговиот заменик министер, бидејќи двата за ништо не ги бива и се разбери други кои што се одговорни. Би сакал да запрашам околу изборните единици. Дали сметате дека Македонија треба да биде една изборна единица и зошто? Македонија не само што треба да биде една изборна единица, туку ние треба тотално да го промениме криминалниот изборен закон. Ајде да почнеме со една изборна единица. Зошто? Затоа што ние во Македонија сега имаме 6 изборни единици. И вие може да добиете 30, 20, 40 илјади гласови, а да немате еден пратеник. Да ви се поделени во овие 6 изборни единици, а да кажеме просек по секоја изборна единица да е потребно да имате 7.000 гласа минимум. Така, и повеќе. Значи, тоа е катастрофа број 1 и број 2, пак ја делиме Македонија. Зошто ја делиме Македонија? Ова е направено од политичарите, од одредена група на политичари и политички партии, национални политички партии, за да си имаат своји бенефици, за полесно да можат да манипулираат, бидејќи 6 изборни единици. Македонија е мала држава територијално, така? Да. Не е Русија, Америка и Кина. Луѓе тие се огромни држави. Порано сме биле големи. И таму има една изборна единица. Можете да замислите пола свет скоро е Русија или Америка и така натаму. И јас велам дека една изборна единица за да може кога одиме на гласање, независно дали некој гласа во Гевгелија или во Тетово, Гостивар или Куманово, тој глас да си се брои за таа партија и тие учесници што учествуваат на избори. Впрочем, помалите партии повеќе добиваат со една изборна единица и е поферс, така, ако ве сватив. Па се разбира дека е ради тоа и од овие поголеми криминални партии, што ги викам, тие на еден легален начин си во собрание си седна и си донесоа закон, изборен закон кој што е криминален. Го легализира
Сега да додам нешто за да биде малце појасно. Значи, покрај една изборна единица ние мора да имаме отворени листи. Отворени листи за некој што не знае е многу едноставно. Не се гласа повеќе за партии кога имаш отворени листи, одиш го бараш човек кој го заокружуваш. Пример Јорго Огненовски и знаат луѓето дека е чесен, добар, знаат луѓето дека има огромно искуство, дека може добро да направи професионалец и тој ќе работи ако го избират како еве зборувам за мене или за друга личност, ќе работи за сите граѓани, нема да работи по некоја си наводна националност, што е лажно, бидејќи овие национални политички партии се докажа и покажа дека се криминални и дека тие не работат ни за македонците, албанците, турците, ромите и бошјаците. Не, тие си работат само за себе. Второ, покрај една изборна единица да имаме отворени листи. Многу е важно, значи многу важно подеднакво треба да се распоредат финансите за сите учесници на изборите, бидејќи изборите кога се почнува со нови избори се почнува нула, никој нема предност. Тие викат ние добиваме милиони бидејќи имавме пратеници. Не, вие имавте. Сега немате, сега почуваме од нула. Тоа е исто како некој што е олимписки победник или светски победник да добие предност огромна и пак да стане светски победник. Значи секој почнува од нула. Јусин Болт да стартува 30 метри пред сите и Не, уште полошо од 90. Само 10 метра да истрче и ќе биде уште 100 години олимписки победник и на старост, но друга работа што е многу важна, што луѓето треба да го знаат. Треба да се спречат криминалните избори. Нас не ни се потребни нефер, недемократски избори, кои што се спроведувани од криминалци и политичари и се разбира кога тие ги спроведуваат и победуваат што добиваме на власт криминалци. Значи нас тоа не ни треба. На Македонија му треба поштени, честни граѓани кои што ќе почнат да се занимаваат со политика и ќе му помогнат нова држава и новај народ. Значи, тоа треба, најважно по моје мислење од овие сите точки е да се спречат криминалните избори и тоа може да се постигне кога на секое избирачко место во Македонија ќе се постави камера над кутијата горе и ќе снима почетокот како луѓето ставаат ливчина, нема да ги снима луѓето, нема потреба лицето и така натаму. И кога ќе се отвори кутијата, ќе се бројат, ќе се покажуваат пред камерата и во секунда ќе се знае кој колку гласови има во сите избирачки места. Бидејќи постои таква технологија, не можеш да украдеш ништо. Кој ќе го отвориш ливчето, ќе го покажеш, го ставаш после на друга страна, камерата све се гледа, може да се провери ако има нерегуларности и еднаш за секогаш да имаме фер и демократски избори како што заслужуваме, а не да дозволуваме 33 години криминалци да ги подкупуваат граѓаните, заплашуваат граѓаните, а да не зборувам вработените од преку 150.000 во јавните и установи, каде што се вработени и се уценети секојдневно да трчат за партии и да ги трошат нашите пари, за да пак тие криминални партии дојдат на власт. Што мислите, дали партиите треба да коалицираат, околу коалицирањето сака да ја запрашам, пред избори или по изборните резултати? Заради тоа што знаеме сите дека денеска имаме многу идеолошко спротивни коалиции, само кога да се земе место. Што мислите вие околу се ова? Па најдобро би било да ние во Македонија да нема коалицирање. Пример, погледнете СДС, ДПМН, шо прави се фалат пред избори, имаме 25, имаме 30, имаме 19 партии во коалиција и со тоа покажуваат сила. А нормално, од повеќе овие партии се партал партии, ја шо ги викам, и да не речам сите, бидејќи нема еден чесен човек во нив, кој што, почнувајќи од председателот и таму таа структура, наводно сите изигруваат честни додека седнат на фотелја. Кој ќе седнат на фотелја, гледате самите, искуството кажува во 33 години, ја исплачкае, уништија Македонија и резултатите се што? Како врвно образование немаме, врвно здравство немаме, врвна економија немаме. Младите останаја тука, имаме светски научици кои што допринесуваат за светот тука. Не, треба да заминат во странство нашите интелигентни млади луѓе и за да бидат светски научици и така да
Образование спомнавте, ние до вчера немавме книги, а не па да е тоа светско. Нажалост, дојде време денеска да се радуваме што нашите ученици почнале да учат од учебници. Неколку години нема. Зборам за македонците. Албанците има. Зборам во нашата држава, Република Македонија. Видите една работа. Образованието е уништено. Кој да дојде на власт експерименти прави. Значи се знае во светот во кој држави има светско образование, бидејќи во која држава се ваѓаат најдобри ученици. Значи треба само да се копира и да се прилагоди на наши услови. Така да ние немаме образование, ние имаме во Македонија образование каде што е инфицирано со тежок криминал, се купуваат дипломи, се продаваат дипломи, одредени професори и нивни соработници се богатат, за да ние имаме лекари, економисти, правници и што не друго, со купени дипломи и не дај Боже да одиш на болница, што ми вика една професорка од медицински факултет, вика кој ќе одам во пензија, да ти е страв, вика нема можда да ме познаваат кој ќе ме лечи. Па реков ќе се одиш во приватните болници, таму има подобри лекари. Значи ние сме ужас. И затоа велам дека многу треба да пазиме кого поддржуваме, во која партија стануваме членови, кои политичари поддржуваме. Околу партиските ветување малку за време на избори. До кога, дали на крајот од денот ние ќе доживееме ден да не слушаме од двете најголеми партии поединци да излегуваат на митинг и да велат ти го украде тоа, тој да му врати ти го украде тоа. Никој не негира дека украл, него само со такви би кажал прости навреди кој што украл и ние народот фактички гледаме кој што украл и уште гласаме. Има ли ден да излезе на митинг и да каже програмата ми е таја? Јас се залагам за тоа. Не што украл ВМРО, што украл значи да си се гледа себе си и да си ја каже буквално сопствената програма, а не да напаѓа други. Ќе го доживееме ли ние ово? Ќе го доживееме и го живееме, само треба да се посвети внимание што демократи зборуваат. Вако, ние секогаш гледаме да критикуваме, да кажеме зошто е ваква ситуацијата и после да понудиме решение. Не вам за вас.